Случајот со срушената спомен куќа на Владо Малески влезе во обвинителството, но кој ќе седне на обвинителна клупа засега е неизвестно. Оттаму без детали, само потврдуваат дека е оформен предмет за автентичниот објект од 19. век кој беше срамно срушен. Основното јавно обвинителство Струга нареди вештачење кое е извршено и доставено до обвинителството. Во моментов се преземаат други действија на проверки и обезбедување докази. Со оглед на тоа што предметот е во фаза на предистражна постапка, обвинителството не е во можност да споделува детали во однос на действијата. Заменик министерот за правда Ајлен Деребан неодамна порача да се обезбедат сите материјални докази. Станува збор не за едно, туку за повеќе кривични дела, цени Деребан. Како што кажа, одобрението за градба на соседниот објект, кој Мерко го одобрил пред една година, по скандалот експресно го поништил решението, со образложение дека на лице место се спроведува проект различен од оној кој го одобриле надлежните институции. Покрај кривично дело бесправно градење, кривично дело и уништување и рушење на објект недвижен имот прогласен за културно наследство, за кое што во кривичниот законник е предвидена казна затвор од 3 до 10 години, но и други кривични дела и да се откријат сите сторители од оние кои што учествувале во целата постапка пред донесување на одобрението на градење до моментот кога како последица на градежните работи кои што ги изведувал инвеститорот дошло до рушење на конкретниот објект. Од Охридскиот завод и музеј имаат на располагање еден месец да превземат итни превентивни мерки. И оттаму очекуваат одговорност, бидејќи не може туку така да снема дел од историјата на Струга. Не само што очекувам, него и се надевам дека ќе има и обештетување. Мора да се надокнади таа штета на објектот. Бидејќи објектот е навистина од слаб материјал, ѕид од камен, сувот ѕид, со плит, со дрвена кровна конструкција, во секој момент може да се направи и поголема штета, да се обруши целиот кров. Затоа е потребно да се исчисти теренот. По завршување на конзерваторските истражувања ќе се почне со изготвување на проект за санација или целосна реконструкција на куќата, која од 2016 година е ставена под заштита на државата.